Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте, уште едно издание, бла 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 бла, бла 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 бла, бла 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 бла. The dark side of the е од нема, сега ти реков, убаво ти реков, после 50 година ништо не треба да преживее, брат. Ништо не треба да остане. Само мртварење за себе и за Дарвин. Едноставно. Човече, која метеопатија е ова? Надвор така надвиснало, натежнало времено. Викаш, ако ова не заврне, ќе балдисаме, ќе поцркаме, ќе делдисаме. Ако заврне, ќе се подавиме ко глувци. Пошто ова нема средина, од една у друга крајност. Но и ти си во право. Зошто е пуштена коронава? Па да заврши работа вакви кој нас. Доста пензија ќе земате, ќе сеете, ќе ба... Ајде, бегај таму. Туку, ние имаме посериозна тема, која најверојатно ќе ни биде тема. Не, нема да ни биде тема. Може би оние што ја гледаат емисијава од почеток ќе ги инспирира, затоа што ова најсериозно излезе владин представник и рече ќе се субвенционираат вработувања и ќе се има олеснувања за работодавачите што ќе вработуваат албанци. А што ќе биде со македонци? Не знам ја. Ја не сум више Јанко, ја едам симит и се викам Јонус. Така што немам више ништо со ова. Еве ти документаристичка програма и како треба да биде. Иначе, како со живот? Мислам, управо се људи. Што сега? Ќе се буните ово, на мамата. Македонци, не работите, не шврцујете, не правите, не работите. Све правиме, деца правиме, жени правиме, пак деца правиме, па правиме и деца, и деца, и деца правиме. Па треба работа за сите. Па сигурно. Ајде да видам што велат моите колеги од КАНЛПЕТ. Состанок и да ви сообштам нешто многу важно. Добро бе, ваква гей музика пуштате додека пред да почне емисија? Deep Perception. Ајде, покажи им што слушавме до сега. Deep House set by Johnny M. Може 2 сати овака, а јас само овака да правам у екран. Како оние кучињата ги знаеш што ги ставаат во автомобили позади, на заден прозор, и кога вози кучено прави вака за него. Леле, колку ми фали радио. Но, знаеш како, у телевизија се работи за мали пари, на радио се работи за без пари, у партија се прави за многу пари. Викаш ке залепи темава? Не знам, не знам нија. А кој може да знае жити се? Не сум ги пуштил одамна, ако воопшто сум ги пуштил, моите колеги од Канал 5 со Зевзекманија на една актуелна тема, која ја не знам дали вие можете сериозно и дали смеете да ја дебатирате. Обид втор. Deep House, Deep Perception. Драги и мили работници, ве собрав денеска да одржим еден краток состанок и да ви сообштам нешто многу важно. Шом вака газ да почнуваш нешто не ќе е нарно. Не е страшно. Да не е нешто за ковидот? Не. Да не идеме под стечај, газда. Не идеме никаде. Слушајте се ова. Овој првиот вице-премиер, деснава рака на Заевше, Груби, Добро. се јави на една телевизија, имаше интервју и вика: ќе доделуваме субвенција, односно ќе даваат пари за нас приватњациве што ќе вработуваме албанци, турци, роми, бошњаци, власи, сите. Ме разбирате? Да. Значи финтата е да не вработуваме македонци, туку од националностите ќе ни даваат паричка. Аха. Тоа е. Добро.
Да. Па да бе, па таман нас нели ни требаат и така работници. Ја помислев ќе останеме без работа, И јас газда. е. Не. Ух, добре. Ќе видиме сега. Сакам да ве прашам, што сте вие по националност? Јас сум македон. Македонец. И јас сум македонец. Па тоа е проблемот, бе, луѓе. Сите сте македонци. А пари не даваат за македонци. Значи, ај малце прочепкајте по тоа корењата. Може имате нешто влашко, турско, бошњачко, а? Па не. Албанско. Ја немам. Абе, прочепкај, размисли. Немам. И ја немам бе, газда. А, чекај, јас вака се на мајка ми мајка, по мајка е влајнка. А, одлично. Тебе ќе те задржам на работа. Значи, во април, ако Али се согласи, ќе има попис. Така најавил министерот. Добро? Значи, во април на пописот ти ќе се декларираш за влајнка, не за македонка. Добро, За нема да земам проблем. пари за тебе. Добро бе. Те оставам на работа. Важи, нема проблем. Важи, нема проблем. Добро. Сега што правиме со вас двајца? Па шо да правам бе, газда, македонец сум, тоа е тоа. Ти- Абе, газда, сега ми текна, бе. Што? Па прадедо ми бил бугарин. А, па не се важи за бугари, не даваат пари. Ништо џабе. Дечки, ја знаете дека вас двајца многу ве почитам, така? И ве сакам. И 10 години сте во фирмава, се е тоа окей. Ама пари за македонци не даваат, а пари си се пари за ковид криза е. Ќе мора да ви бапнам еден отказ. Нема да се лутите. Бе, газда, бе, излезе дека најголем проблем во оваа држава е да си македонец. Добре, ние сега како да најдеме работа? А? Знам дека е тешко да се најде работа, ама има чари за вас двајца, бе. Значи, како што ви спомнав, во април до година ќе има попис. Ако до тогаш не најдете работа, на пописот ќе се декларирате нешто влав, бошњак, ром. Тоа по желба, што сакате, пишете се таму и ќе дојдете кај мене и ја ќе ме примам и за вас ќе ми дадат пак пари од државата. Океј? Шипки варени, окей, газда. А што да правиме до април? Да цркнеме за јадење? Срамота, газда, срамота, стварно. Ајде, бе. Абе, шо, кога се пари упрашање, нема срамота, па не е газдата крив. Така е. Значи, се договоривме. Сега одете работете, а од 1 октомври натаму слободни сте. Добро. Ај, малце со желба, ај. Коментари имаме? Телефоно? Не. Добро, така и треба. Македонци има да ќутите. Има да ќутите. Ствари ништо поразлично од досега. Тоа е. Мора да ќутиме. Имаме сега десетина души што се бунат, им викаат, види Јанко не може ова вака, морало така, а тоа не е битно. Инаку, им честитам првиот работен ден на хронично болните, се надевам дека убаво си поминавте денеска на работа, дека се беше во ред и така натаму. А еве како изгледаше денеска тргнувањето на работа на хронични. Не командуjem! Za mnom ti psari! Nije važno, ne smeta. To Bošku ne smeta što si srušio most. Preplivat ćemo na Retvu! Tifusari za mnom! Stoj, tifusari! Natrag! Boško! Preko vode do slobode! Boško! Така. Се надевам дека се ќе биде во ред, како што било во ред и види, добро е, види, како да ви кажам, христијани сте, македонци сте, кои се вашите предци, вашите свети отци, како поживеале, пострадале, маченички, па тоа е тоа. Види, кога ни е добро, ние треба да бидеме насекирани, кога ни е лошо, thank you. Зезнато е, ама нема поинаку. Вчера еден луд тип ми напише едно долго писмо, хистерично, мислам, страшно беше и додека го читав, на страна на вредите што ги збореше за децата мои, за керка ми, за сопругата, многу лични гнасоти, но ми кажа дека уште не можел. И се тоа во една реченица, без интерпункции, што сум го бркал со пепер спреј од лажен профил. И така натаму. Со такви гадости. Викам, добро бе, еве ја телевизијава. Неам чувар. Отклучена е вратата. Дојди бе, брат, бе, што да ти кажам сега? Што се распада? Ако сакаш да ме утепаш, дојди утепај бе, точак возам, еве прегази ме со кола. Имам мелек кој е рефлективен.
Не замарај по мреживе, дечкове, иди. Не можам да ти излечам. А ако ја што живеам сум ти уште проблем уживо, па преземете нешто, бе. Доста лаете по мене. Кој еден Дуле Савич ме... Вика, нешто за музика спомна. Втората реченица, ти му го пушеше на груја. И што, бро? И шо су, бро? Ти си ВМРО. Добро, и шо су, бе? Тоа керка ти, сестра ти, анусот, ова, она, ваму и таму. Дебе, викам, како од муабет за музика, што е добро, што не е, стигна на керка ми до мојот анус. Тоа ти е шарената револуција на Твитер која остана, која за 200 евра палеше, фрлаше кондоми и го направи тоа што требаше да го направи. Секако. Не беа сами, има голема поддршка, тука да не се лажеме. Меѓународна... Да не беше меѓународната, брат, ништо. Не ке постоев тебе. Немаше да можете Twitter акаунт да направите. Него чалам од вие оти, добивте помош од меѓународна и крај на муаветот. Они одобрија сето тоа. Добро. Океј. Телефоните се дадени, ви ги давам на располагање и вие давам емисијата на располагање. Обично знам да се закачам со вас за да биде поинтересно, да ви изнервирам, па да ми изнервирате, па да кажете нешто. Ама денеска, ако не е заврнато, ја стварно се чувствувам како одредени делови, непарни делови од телово да ми се ставени во менгеме под притисок на експрес лонец. Како викаше другарот наш? Пушиш цигари? Да. Какви цигари? ЛД. Многу добри цигари за ЛД. Жута драва се најдобри цигари. Цел живот ги пушем многу убави. Врско да имаш филтер Југославија. Океј. Звони телефонот. Добро. Вклучи го во програма, да му посакам добро вечер и да видиме зашто ќе правиме муабет, пошто вие ја преземате емисијата. Ајде. Добро вечер. Добро вечер. Јанко! Да, повелете. Се јавам од Битола Зоран. Немам слушалка. Да, Слушај, повели. немам никаква тема. Добро? Ало, Добро. да ти посакам се најдобро. Зашто? Немам никаква тема. Зашто? Сакам да ти посакам се најдобро. Зашто бе најдобро? Слушај, имам време кога те гледам, кога не. Слушаш ли? Не слушам. Кажи погласно. Сакам да ти посакам се најдобро. Зошто? Па така ти ми си добар, слободно си водиш твојата емисија, а тие што ти викат дека си таков, Управо дај се. шо, дај му апчина дека си пијат. Кажи ми, шо правиш ти у животов? Да си направиме муавет веќе која се запознавме. Така баш се јавив накусо, неќам да те замарам ја за ништо. Кажи ми, Остани како шо си и Добро, ќе си потој. само да те прашам, тебе дали ти е све добро? Кажи, Тебе дали ти е све добро? супер ми е, пијам пивцем, Крале Марко. Браво, бе, крали Остани Марко. како шо си, петка си само напред. Абе, како е ова е немогуче, бе. Како има македонец што нема проблеми? Па немам си, имам жена, деца, работа ми така, супер ми е. Абе, алал да ти е, како успе? Па така, учев. Јанко, До пивото е. Слушај, Мора- неќам да... Терај си слободно, а тие што се болни, купи му капсул јапчина. Слушај, Златен, абе, Кажи, битолценец пиеш прилепско пиво. Зошто не пиеш битолско? Поубаво е Крали Марко или поевтино? па,
Отишла е Битола, нема Битолско. Нема поќе Битолско. А нема, не, Битолска не работи, нема више Битолска? Нема. Па где е отишла? Нема ништо. А? Па где е отишла Битолска? Бегалка. Австралија отишла. Океј, фала ти за поддршката, биди ми поздравен, како и да е. Супер. Да сте живи и здрави. Така. Ајде. Напред. Ајде. Само напред, еј. Со Тито. Ајде. Со кого да идеме? Тито, Бранко, Станко, Лазо, Киро. Со кого напред да идеме? Добро. Одиме понатаму. Иако има мал милион политички теми, верувајте, некако ми се испразнија батериите, многу напорен период имавме и ја би го вртел, ја лично на мајтап, но ве молам, се што сметате, или ви е дојдено до овде, или ви е дојдено до онде, слободно, ако сметате, влезете у емисија, па да видиме кај ќе идеме. У слободен лет, слободен пат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поверете, господине. Па ја не пијам пиво, ја разговарам сериозно на темата. Зашто? Зар со пиво не може да се разговара сериозно на тема? А? Па што знам да ти кажам право, може ќе те повлече на некоја друга страна и ќе ти одземе концентрација. Ајде да видиме, ја ќе земам едно пиво. Малце изветреано, ама добре. Те слушам, повели. Види вака са, јас не знам, али мислам дека вие нашите сонародници албанциве, овој предлог треба да они да го отфрлат, затоа што мислам вакво поголемо понижување од нивните политичари не може да доживеат. Ја ова го сваќам како понижување на сопствената нација. Зошто го сваќам? Затоа што ги направија дека се тотално неспособни за ништо. И дека дозволуваат некој друг да им ја крои судбината. И дека мора вака да се буцка на сила за да се вработат албанци, дека се... Па не, јас другаче го гледам. Тука е сега веќе, пошто веќе се наполнија неспособни по државните администрации, а не знаат веќе овие политичари ним никако да им взимаат пари за вработување, сега ќе ги форсираат преку вработувањето во приватните фирми. Бидејќи пато вработување по тие фирми ќе оди преку партиските или да не кажам тела, селекцијата пак ќе ја прават оние, се знае дека пак ќе треба да им бацат рака за да ги пуштат да влезат во, да кажеме, ако е некое така симпатично место како што е Елем, без 10.000 до 15.000 евра нема да помине. Како што беше јавна тајна дека во МВР која бацува рака по 10.000 евра. Они може да сакаат да кажат што сакаат, но вработувањето во минатите 2-13 години во МВР кошташе за македонците 5.000 евра, а за албанците 10.000 евра. И тоа е јавна тајна. Е така и сега. И сега пошто веќе не може да ги вработуваат во државната администрација, сега ги прават тотално неспособни, дека не размислуваат, аморфна маса, сега ќе ги тираат да се запослат во приватните фирми. Е сега како некого ќе го запослите во приватна фирма, ако во двете раце му се леви, треба да одговорат на тоа прашање. Бидејќи ќе го анализирам образовниот систем на нашите сонародници, они прво ги дистанцираат со тоа што ги натераат да учат чисто етнички, од осмолетка до факултет. Прво ги изолираат, ги гетоизираат, ги затвориваат. Немаат комуникација со нас со македонците, јазикот нас не морат да го учат, нели учат на мајчин јазик, и едноставно сега почна да им представува пречка тоа и сега доаѓаат у ситуација да формираат факултети од општествените науки, а немаат факултети од техничките науки. Земи да кажеме, дали имаат машински факултет на албански јазик? Немаат. Дали имаат хемиски факултет на албански јазик? Немаат. Па или имаат, зато имаат правен факултет, имаат историски факултет, имаат све имаат, само немаат технички науки. Ама во новиостопанството им требат техничари, не им требат правници и економисти. Сега ќе сакаат тие, но нормална работа се на прикладна надокнада за партијата и за народот, да ги буткаат со сила во фирмите да ги запослуваат, затоа што шоферите
и оние со 3-годишно школување ги направи административни работници. И јас само тоа така го сваќам, мислам дека да, болно е затоа што се бутка нешто на мала врата, сака некој да се субвенционира нешто што е неизводливо. Може ли да кажеме вака во законот, да не може субвенцијата да важи за иста етничка групација, да кажеме не може да ако е фирмата на албанец, ако запосне албанци да не важи субвенцијата. Дали ќе се согласат на тој парадокс да речеме да го направат. Едино да важи субвенцијата ако завработувате од спротивната нација. Мислам дека знаете, ние веќе во нашава држава стана парадоксално и дека дуј ако сакаше да мисли за својата нација имаше 19 години фора да мисли, а не да ги пердаше да ги собира парите во името на партијата и народот. И ова е последната најкулминацијата е дека показ дека они се тотално си ја понижија нацијата. Јас тоа така го сваќам. Сега албанците како ќе реагираат на ова, тоа си е нивно право, но треба да проговорат, да отворат уста да проговорат дека данокот мора да престане да се плаќа во они како што го сакаат и ако им одговара да бидат и понатака понижени, да признаваат дека се аморф на маса, се извинам на изразот, меѓутоа нека продолжат, нека се согласат со овој предлог. Затоа што кај мене минатата недела преку Телеком дојде албанец техничар, не дојде македонец, што значи фирмите се вработуваат без разлика по партијава што ќе каже. Нормална работа е дека во Скопје Телеком или било кој што му требат или сервисите што работат, вработуваат и од етничките заедници луѓе што знаат да работат, а не само затоа што е албанец, затоа што знае како е мешовит состав на градот и дека може да се деси да отиде во албанска средина да сервисира. А господинот Артан Груби, волкот во јагнешка кожа што го викам јас, мислам дека треба прво да се заангажира почитување на работничките права во кај етничките негови пријатели што држат фирми, да видите како они ги почитуваат работничките права на своите вработени и после да се заангажира повеќе. Приватниот сектор како ги почитува работничките права, дали им плаќаат, што им плаќаат, како ги плаќаат и после да разговараме за сето сам. Мислам дека ќе ретерираат, ќе се смени реториката, ќе се побуни и стопанството, ќе се побунат синдикатите, да али можеби нешто има некоја друга позадина, ќе видиме што ќе покаже. Но ова е по мене најголемата глупост, што можеше некој политичар или политичка партија да ја изфрли, за да ја понижи својата нација. Официјално ова е понижување на собствената нација. Толку пријатно. Се извинувам. Прашање? Кажи. Да. Кажи. Сакате ли ова да биде тема за вечерва? Дали ви интересира мислењето на другите? Вие прилично го елабориравте ова. Знаете, ја мислам дека може кој сака нека си каже за да. Мислите ли дека ова тема за која би дебатирала јавноста? Па јас ќе направам уште една тема, зашто да не бараме веќе во официјално во државата да има едно официјално испитен центар каде што сите слободни работни места ќе идат преку него на тестирање. Преку кого? Крајно време, знаеш зашто? Затоа што преку кого не разбрав? Запослеа своите во ЛМО што има високи плати, Преку кого за тестирање за работни места? Па има агенција официјална, агенција за тестирање. Да кажеме кој ќе имате вие или било кој вашата телевизија или било кој работодавец кој ќе има потреба од работници, едноставно тестирањето за кои се подобни, рангирањето да го врши агенција, зашто и тогаш ќе видиме кој ќе биде квалитетот на тестираните луѓе, како што имаше понапред тестирање. Вие пред идете негде на вработување, идете прво на тестирање, како сега што се прави тестирање за пријум полиција у војска, идете психолошки тестови и да видиме кој колку знае и да видиме рангирањето како ќе биде согласно знаењето, а не согласно етничката припадност, па ќе разговараме после. Ама таму да нема пропуштање за македонците 90, за албанците 75 или 80 како што беше до сега или како што е до сега при уписите. Него 90 да биде квотата и со здравје пријатно. Нова држава веќе е крајно време дека ги треба квалитет, а не ги треба квантитет. Мислам дека така најубаво ќе биде да се направи. Да тоа ако се залагаат да се форсира квалитетот веќе во државата, пек да речеме. Ама ваква циркус и ваква глупост само ќе одзима време и ќе ги затега меѓуетничките односи во државата. Дали мислите дека овој проект може да успее, нели, субвенционирање за вработување на албанци и слично? Па не може и нема да успее затоа што може да најде блокада кај македонски фирмите, да не кажеме, после може ќе се врши политички притисок. Ја тој го гледам дека ќе се врши политички притисок, ќе се врши, можеби, знаете, ние склони сме
именно тоа дека за да успее проектот мора малку некој да го притисне да го бутне. И така да за да успее овој проект, можеби ќе имаше притисок, ја речем преска, гледам на другата емисија овој за министеров, он одма го спомнува Телеком, значи дека нив целта им е таму да буткаат во Телеком, во Елем, во Мепсо. И така тоа го гледам. Дека вие еден приватњак ќе успеете, па и сега да кажеме земете ги доста албанци на раководните места вработуваат македонци за да им ги водат фирмите, не вработуваат албанци ако имаат факултети завршено. Може да се направи една статистика по мене и така и доста некои мои сознанија говорат и така. Дека имате доста вработени македонци и албанци што ги водат фирмите, а не дека албанци ги водат фирмите. Ама тоа е, што знам. Мислам дека ова поголема глупост од еден политичар не можеше да се деси, да ти кажам право. Искрено да збориме, ова е глупост на векот што го кажа. По мене. А сега како ќе го сватат они или како ќе го сватат нивните сонародници, тоа си нивни проблем. Толку пријатно. Благодарам. Беше исцрпно јавување. Не знам дали имаме втор гледач на линија, претпоставам нема, бидејќи навистина ќе беше мазохистички олку долго да го држиме, но сега се слободни линиите, па ако сметате дека треба да се надоврзете на сево ова, нема да го артикулирам како тема, конкретно, за да не биде ни погрешно сватено, нити па да биде сватено како манипулација. Бидејќи имам респект спрема сите, вклучително и албанци, и роми, и срби, и сите кои живеат во Македонија, како што си имам и спрема македонците. Така што ме интересира, еве ако сметате дека ова елаборирање и овој влез, ентер, како Жорж Ве у 16-тни кулета гледачов, па сега би било добро да се изанализира сево ова, но вие се знаете, ја ви стојам само на располагање да ви кажам добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Додека се препремат за дискутирање околу националноста на Гоце Делчев. За Гоце Делчев. Мојот дедок... Да? Да, ве слушаме, говорете. Мој дедок Красе Петков Месирков, кој беше споменикот на плошта Пела, изненадно го снема. Дали не сака да се малтретират и со Красе Петков Месирков, што е знам, без да објават во некои вестници или телевизии. Тука се правеше и оние протестите, кај што беше на площадот Пела. И од 11-та година, значи 9 години го вртеа во круг, беше и писуар тука, заградено со оние оградите околу регулаторната комисија, зградата на Пелагонија, кај што беше. И никој видов преко автобус случајност. Јас сум стара 82 години и не можам да одам. Едноставно прекјут на карантин сме ние старите. Го видов, стварно, ке ми гледаше срцето. Како можат без да најават, без некаде да се одржуват секакви протести и да не примете ни еден македонец или ни еден скопјанец, дека тука стоеше едно мало човече кој го создаде букварот на македонскиот литературен јазик и да го снема. А бидејќи живееме во ерата на рушење на споменици, и ја викам во некоја депонија. Се обратив до Министерството за просвета, никој не се јавува. Се преко информации, во собранието на град Скопје, собранието на општина Центар, никој, отидов в Институтот за македонски јазик, тамо као да ќе се кречи или као да ќе се селат. Никој. И дури вчера отидов во Ману, кога во дворот завиткан во црни кеси, оние за ѓубре големи, завиткан и стои кај скалите на Ману, на академијата. Не најдов никој, ни директорот од Ману, нити председателот. Како може да се дозволат, ако го земал, нешто сакале да расчистат тука, она фасадата се прави на регулаторната комисија, и тука го расчистиле, јас отидов, слегнав од автобус и расчистуват
Може и да објават, може и барам еден новинар да објават каде што се снимаше тука на площадот Пела. Навистина сум многу револтиране. Значи, од нашите македонци, јас веќе не ги слушам бугари, то се политичари, не се бугарите. Како нашите политичари, градско собрање да не знае тука, а што заслужила, тој ја спомен, што заслужила мајка Тереза, што се родила, па она од 12-18 години била во Косово и Метохија во манастирите, бидејќи болна од туберкулоза. На 28 година, на 18 година, прво Загреб, после Даблин и во Индија. И што направила? Ако е така, јас сум родена во Пела, значи не сум принцеза, сестра на Александар Македонски. Јас сум македонка, тамо родина, со песта на моето презиме 500 години постои. Од еден на друг. Имам правнуци, али тие не се интересираат затоа што гледат игнорантска политика на власта. Тука е кајна све што ни прават бугарите, грците. Па замислите, ако тргнете од Скопје, према Гевгелија, Кочани, Прилеп, све, ќе видите каква омраза има. Например, загинати борци од Народно-ослободителната борба, нивните споменици пишуват дека се паднати од бугарскиот фашистички непријател. Со право се бунат, бидејќи од Тетово гостир натаму од домашен непријател. Тогаш балистите беа во сојуз со италијанците. И тамо домашен само да не ги налутиме, да не за грците да не ги налутиме. Јас 70 години да не можам да одам моето место да го видам. Макар 6 години бев, а паметам нешто. И навистина ова е недозволиво ни еден да го тргнат и да го сега е завиткан во дворот. Сега размислувале, тоа е од информации или како ја викат канцеларијата општа, ми кажа дека каде ќе го стават, нешто размислуват. А зошто кога веќе е примесена непогодно место, зашто не е направено некое место соодветно? Добро, господјо, ја ви благодарам, еве, добро искажавте, да ви прочитам кој преместил, зошто преместил и на чие барење имам изјава за тоа, ако ви интересира вас. Ме интересира се. Да. Ме интересира, да. Благодарам, еве сега ќе го прочитаме и ќе одиме со блок реклами. Значи, веста гласи, не можеш да покажеш екран, Ману бара споменикот на Крсте Мисирков од площадот Пела да се премести во низиниот двор. Тоа е на 2 мај веста објавена. Иницијативата споменикот на Крсте Петков Мисирков, кој сега се наоѓа на площадот, се наоѓал тогаш на площадот Пела, до Триумфалната порта, да се премести пред нејзиниот свечен влез, до градоначалникот на општина Центар доставила Македонската академија на науките и уметностите. За предлогот требало да се расправа на минато неделната седница на Советот на општината, таа беше одложена, па известно е дека за него ќе се расправа на престојното заседание. Значи, во образложението на Ману потенцира дека сегашната локација не е адекватна со оглед на значењето на Мисирков и на авторот, скулпторот Боро Митричевски. Мисирков е еден од нашите најпознати дејци, основоположник на македонскиот идентитет. Скулптурата беше донација од семејството Рамковски во 2007, но во 2013 е поместена на споредна и на миниатурна позиција, наспроти скулптурата која е поставена покрај неа. Со тоа е обезвреднет ликот на Крстен Мисирков, пишуваат академиците. Каква одлука ќе донесе Советот, останува да се види. Значи, тоа е од мај месец до сега, разбравме дека е преместен, ставен е во дворот и завиткан е во црна заштитна овако, значи... Океј, режијата велат дека имаме уште еден гледач, па после тоа ќе одиме со блок реклами. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Не. Океј, режија...
Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вака сега. Мене ми интересира малце, нелогично е со овие со Филипче што ги дава некои мерки да се носат маски и ако е сам и во природа биде било каде. И нелогично ми е тоа што ги вработуваат одма хроничните луѓе кои што имат хронична болест и ги вработуваат, а всушност ги стегат мерките да секој носи и сам маска. По која логика е сега ова? Ако се толку религиозни мерките, значи не би требало тогаш хроничните да одат на работа. А и всушност, од друга страна, градинките, дали да се пуштат или училиштата, дали да се пуштат се пак од 1 октомври, ако е толку веќе сериозна ситуацијата, тоаш не само што не треба што не треба да одат на училиште, туку треба и карантини, треба и полициски час да има. И тука е малце не се јасни, министерот Филипче не е јасен малце тука, зошто вакви мерки се стават во еден крај, а други веќе ги пуштат на работа. Нека го објасни тоа ако има некој одговори. Ви благодарам, пријатно. Благодарам. Ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со вашите јавувања. Не се откажувате, имате простор сите вие да се јавите. Океј, драги мои, да ви кажам дека за мене од вечерва започне нормалниот живот, нормалата. Вечерва се отвора кино Синеплекс. И ете, да знаете која жртва ја правам за вас. Требаше да си побегнам, требаше да си земам слободен ден и вечерва да си отидам со начос, со пуканки, да си го изгледам најубавиот филм Тенет на Кристофер Нолан. Но, еве, 20 години пуста навика као брак. Нема нервоза, не нервоза, останува. Што е тоа? Си се заколна пред Господ, дадена ти е шанса и ќе се откажеш убави работи. Добро, ќе издржам до сабота. Поентата ми е, кината почнуваат да работат. Кога се почна да работи, ова стварно беше последно и требаше да го отворам. Секако ќе има мерки на заштита, ќе има формации со различености и така. Но, ние одиме со следниот гледач, имаме веќе јавувања. И ќе забрзаме малку, бидејќи, како што ми кажуваат од режима, доста јавувања во меѓувреме, па да им дадеме на сите шанса. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. Слушка се вклучив сега, па трета смена треба да идем на работа, па не знам што вие вака тема, слушам нешто Гоце Делчев и... Па ние Гоце Делчев, друга беше темата, ама кај работиш, извини, вака? Мислам, у кој сектор барем? Трета смена. Металургија, црна металургија. Металургија, црна, се кати ноќта црна. Како ти работата? Тешка? Па, како да ви кажам, условно металургија, трета смена, па нема подобро, но и тоа. Така. Кажи ми, бара голема стручна спрема за некои посебни квалификации кај тебе на работа? Како, не ме слушам добро? Дали треба посебни некакви квалификации кај тебе на работа? Дали работата е тешка? Види, квалификации како квалификации не треба многу. Треба упорност некоја, па нормално треба да си има нешто завршено од школа. Работам на еден голем процес само.
Добро. Да те прашам, дали работат и од други националности со тебе на работа? Има. Да, има. Ама не вака претежно, не нешто повише. Знаеш зашто? Почетокот на емисијата имавме едно големо излагање, еден човек почна да збори за го коментира Артан Груби кој апелираше работодавците да вработувале албанци. И тука се отвори така доста анализа. Видите, кај нас во мојава фирма, сада немам менува, тоа е во склопот на железара. Не треба, готово, свативме. Да, тоа кај нас нема некој големо влијание на национална база. Значи нема големо влијание тоа. Значи секој добре дојден, дури имаме таму некоја препорака да кажеме да препорачам човек, донесам човек. Не тргај кадар, остајме. Остај, па не се срамиме, па не пиеме пиво, раки и сосгајс. Пиеме витамини. Да. И повели, доискажи се. И се така, и немаме тој проблем, нити политички притисок да кажеме, кога се избориме да кажеме, да не некој собере таму па да каже, слушате, ваква е ситуација, онаква е ситуација, знаете за кого да... Немаме, тоа не. Рече, сакаш за Гоце Делчев, се јави, немаме тема, ти кажав што зборевме, значи претходно тоа што го слушна, што се спомна Гоце Делчев, во разговор се јави внуката на Крсте Петков Мисирков. Сега ти нешто сакаш ли во врска со тоа да си кажеш, имаш ли нешто, те тангира ли некој од овие муабети, ако не, со среќа трета смена. Ја поише би правил муабет за тешкава твоја работа. Да, мене ме тангира ситуација целокупна што е кај нас. Добро. Тоа ме тангира, што со вакви изјави, што 2 дена влада, третиот ден, едниот отиде за Грчка, другиот се изјасни, че запослуваме вакви, Советски ќе даваме такви. Тоа е едно умалажување големо. Големо. Ти си патриот? Према нас. Према наша нација, да кажем, и према држава. Значи ти си патриот на некој начин, така? Јас сум во таа држава кај што живееш, во таа држава кај што јадеш хлеб, треба се пи патриот. Во нашата земја. Да. Јас 18 години Ко сте во Пендаровски збориме, нашата земја во државава. Во државава. Значи, сега сум 2,5 години тука. А кај беше до сега? Не бев многу далеко, некој 100 километра од тука, али пак е друга држава, Србија. Така. И таму истава работа? Значи таму кога јадев хлеб од таа држава, ја бев патриот за државата. Дали ме разбирате? Да. Значи сега дојдов тука и морам сум тука патриот, тука сум родел и тука да живеам. Како сум отишол таму, сум отишол, 18 години никој не праша ја кај сум. Беа и ВМРО на власт, СДС никој не праша ја кај живеам, од кај јадам леп и од кај плаќам рачуни. Така. Така. Значи ја овде кај еден пример само да ви кажам, да ја имам 36.000 денари што треба да платам џубре, а не сум живеел тука. 30.000, џубре, само еден пример. Сметката за вода. Да, за смет. Комунално. Што не си бил тука. Така. Ти благодарам за јавувањето, со лесно вечерва, чувајте се, пазете се, трета смена е најтешка. Да, видите, кај нас има, тоа треба што кажат и да се чуеме, да се пазиме, имаме и повреди на работа. Работите со големите печки, предпоставувам. Да. Така што трета смена може да падне концентрација, значи пазете малку. Еве, да ти се крене притисокот малце, да дигнеш хај и да издржиш до 6 сабајлеци, така? Да. Значи нема од 10 до 6 сабајлеци. Со тоа нема веќе така. Ајде. Пламене зоре, будеме исна. Океј, требаше вака да го испратиме, но сепак сме среде отворени телефони. Може би би илустрирал со таква една
музика или песна. Би заслужил нашиот работник, нели? Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програма сте. Јанко бе, Барчедо на телефон. Шо правиш? А, братчедо. Еве. Текси да сме се чујали. Шо да правам? Шо да правиш, такво е? Шо ќе правиш? Слушай, варни теми отвараш ти. Ние тук продискредаваме малце и ми даде задача да ти се јавам и нешто да покажеме ние од тој контекст. Добро. Иначе ние сме тука Сдружение на граѓани со наслов Пиво човечка работа. Пиво човечка работа. Не, да. пивото е жив доказ дека Господ сака да бидеме среќни. Значи, вака да знаеш. Пивото е доказ дека Господ сака да бидеме среќни. Ето. Ама и ти се галташ пиво. Така. И ти се галташ таму, гледам това шишто шоклаваш. Така е. Вие шо пиво пиете? Това непредседано. Да, го викаат од цицка. Нема гајде, во секој случај, убаво, може да... Слушай, сакаме да направиме една иницијатива, пошто тука ние имаме Сдружението, нели, шо е, од пред 2 месеци отвориме посебни уделенија у село Стиник и у село Бадали. Стиник и Бадени. Стиник и Бадали, това те е на Белашци таму, Подгорините. Така. Ја реков ваму некај... ти си некај Гевгелија, ја реков некај Струмица, па викам зошо Сушево не го спомнуваш, тоа ми е омилено. Не се, продолжи. Кој? Сушево ми е омилено мое. Сушево, да, Сушево, ама нема таму уште, не сме да... Ние прво неразвиените подрачја, така. Или кажаки имало субвенции. За? Тие се неразвиени подрачја, ке дадат субвенции. Зашто? Правиме Сдружението подрачни единици таму, и като развој, знаеш, ке дадат малце, но ще така барам чуваме на телевизору, да е. Зашто субвенции? За стока или за земјоделие? За стока или за земјоделие? Или за вработување албанци? Нашето Сдружение Пиво човечка работа, го знаеш. Пиво човечка работа. Добро, и што ќе се прави у вашето Сдружение Пиво човечка работа? Ај погоди. Не знам. Ќе читате поезија за пивото. Знаеш шо? Ќе сликате уметнички дела инспирирани од пивото, не знам. Не занимаваме такви, се многу повисоки работи. Пиво човечка работа, така се вика. Добро. Знаеш шо, тоа е председател шо не е? Тино Простио. Председател шо не е. И сега слушай да ти кажем, има втора иницијатива. Добро. Пошто немаме од малцинствата тука, преку твојата емисија може ли малце да направиме така едно иницијатива да пласираме, кој сака од малцинството за члене, да дојде тука бесплатно, нема членарини, нема ништо, само да биде радован пиваджиите, како го вика тоа. Треба пиво да се пие. Дури не треба потврди од оđата или од кој? Од он нели нека пат дава, некој пат не дава да се пие. Ама не пијат... Слободно нека дојат, нека се зачленат. Ако ќе дојат за членат, веројатно ќе дадат и некоја субвенција за тоа плати од малцинството. А со субвенциите што ќе правите со тие пари? Ќе развиваме Сдружението. Ќе отвориме подрачна единица и у Ново село, там има многу такви пивачи. Ќе отвориме и тамо, ќе се проширува, значи ќе се запослат или ќе се зачленат, как треба да кажеш, знаеш што? Субвенциите од тај вчера што говориш на телевизор, како се више од предвладата. Он не ли дава за малцинствата? И па нека се пријават кај нас бесплатно, дури не треба ни потврда од оđата. Слушај, К15 на времето убаво рекол, не е убаво вака, вика, да спомнуеш пиво. Зошто не кажеш книга? Па еве, Сдружение за љубители на книгите. Книгата човечка работа. Па да отворите штампарија, па да отворите читална, па да се сопираме, па да читаме. Оца Бајле прочита една книга, па после 2 сати уште една книга, па за ручок 2-3 книги, па после приквечер уште 5-6 книги, па до легнување до 2-30 книги да прочиташ, мислам, па ќе отвараме подрачни единици, субвенции, ово. Ови да имаш така, може и да ги прифатиме на Сдружението. Нели? Ама гледа да ти кажеме да. Това може да е програмирано за среднорочен план. Да отвориме универзитетска библиотека. Значи, многу е битно, ако го развивате неразвиените краишта,
да отворите печатница за книги. Ако се разбираме. Не е лошо това, ама за това не треба малце да биде и двојазично, ако ги дојдат од малцинствата. Тука ви стојам на располагање. Стојам на располагање. Значи, мора тоа да иде. Значи, не може само да се собираме и да читаме книги, ние треба и да пишуваме книги, треба да печатиме книги, треба штампарија да отвориме. Знаеш како е тоа? Па да викнеме нови членови и они да носат книги своји, па да видиме каква книга некој напишал да ја прочитаме и неговата книга. Оти сите пишуваат. Еве го есен сега, кој ќе видиш секој у двор седнал селанин и пишува книга. Пишува, па доаѓаш, викаш комши што пишува. Па дај да видам што читаш, па ајде живели една книга. Знаеш како книга на се голта, убава. Ти като да го знаеш, рисуват социјалното јагне. Абе, ја имам докторирано на темава се, што ви каже? Ама рисуват социјално, секретар што не? Инженер за штампарија сум ја одма штампарија идам, па камионче за транспорт на книгите треба, па да се носи локално, па у секоја местна заедница да се отвориме подрачна единица, книгата пријател на книгата човечка работа. Така. Слушај, Ристо што е секретар од социјалното јагне, он секој ден знаеш кој пишува таму, ја не може да изгаса таму огино, само пишува. Точе таму, знаеш како душа, ама он е друга лига бе тоа, он не е со пивото, он е со ракија. Не го прави мабет, не е за човек. Не го прави мабет, не знам што му е на човек. Не, остај го, знаеш. Ристо социјалното јагне, остај го таму. Слушај, многу здраве да ти кажем, ајде да не те должим, има многу гости што треба да се јават. Да, многу здраве да ти посакам на тебе. Да, благодарам. И пошто многу ги знаеш нашите такви развојни планове, може и почне сам председател. Или почне свен, ама за сега нека се сведеме на развој на неразвиените подрачја таму Стеник и Бадали и да може да на некој начин приеме од малцинствата, за да може да земе и субвенции од тие новите. Еве, имаме програма и еве да ви ја презентирам програмата од моите драги колеги. Ајде, режија. Слава ти многу. Слушај, слава ти многу, сечко хубаво. Почитувани гледачи, добар ден. Денес во рамките на нашата образовна програма, а посебно во рубриката за нашите најмлади гледачи, ќе имаме чест да ви го представиме господинот Блажо, кој што во нашата голема анкета минатата година, вие, драги гледачи, го избравте за селјак на годината. Сега ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Добар ден. Јас станувам со бајле околу 5 саатот и се напијам од 2-3 ракии. Зимам ги овците тука одма, вадам ги, пуштам ги на ливата тука да пасат. Они додека пасат, јас се дувам си така со шишто ракија и си пијам од таа ракијата, уште едно 7-8 комада од ракиите ќе испијам. Стоп! И после гаси телефонот. Па дајте, мајко му, дајте бе луѓе, дајте малку по концентрација. И немој јеби га тука сега деца гледаат ова образовна програма, што се овие вулгаризми јеби га. Немој тоа ракија овона. Ти кажеш книги, читам нешто покултивирано да биде. И ти не ми зјапај у камера цело време, гледај у соговорникот, гледај, со него разговараш. Па ја не знам дека сум у кадр веќе. Кадр си како не си. Ајде му уште еднаш. Акција! Селјак на годината. Сега, почитувани гледачи, ќе го запрашаме господинот Блажо како изгледа еден негов најобичен работен ден. Така, јас станувам секој се бајле околу 5 саатот и одма чим ке станам, зимам 3-4 книги ќе ги прочитам и после ги зимам овците, ги пуштам така на испаше да одат тамо. Овците дека пасат, јас се седнувам под едно дрво дебело и читам. Читам така едно 7-8 книги ќе прочитам, си читуцкам цело време. После тоа пред ручико, кога ќе доам дома, на брзина пред ручикот ќе прелистам уште едно 3-4 книги. И да ти кажам право, ја и за време на ручико многу сакам да читам. Многу читам, така зимам обично една подебела книга и да може да заспивам убаво после
ручко. И Колјо! Вај Колјо Струмица, вај го доби бингото на лотарија на Македонија, тај Мерцедес и скоро 2000. Колјо! Здраво, Блажо! Еве ме снимат за телевизија тука. Ке частеш после да по една книга да прочитаме две. Ке частам за сите по една книга. И после дрнувам, кога ќе станемо од спиење, обично доаѓа комшијата Перо и тука со него заедно ќе седиме да прочитаме по 3, 4, 5 книги, ќе ги isчитаме пред да одеме у селото тамо. И после се собираме сите тука од цело село, одеме тамо и пред тоа библиотека тука сите и сите тука групно читаме, разбираш. Читаме сите кој кажува кој шо прочитал нешто поинтересно така ако прочитал. И така сите додека читаме, негде околу 10 саато навече ќе дојде таа деси што е библиотекарката и прави фарон да отивише све сме прочитале, нема ништо читале. И ние тука од така зачитани и викаме сега ќе одиме кај комшијата Спасе, затоа што он па има печатница. И таа продолжуваме. Кат! Стоп! Одлично! Абе, милион пати го имам дневно и пак ми е смешно, зашто да ти кажем. Океј, ги исклучивме телефоните, бидејќи, првиот дел го имавме како сериозен, вториот дел го свртевме малку и на мајтап. Така, режија? Имаш гледач или? Шо вика? Почне како колегата да звучи. Ало? Имаме гледач на линија. Добро вечер. Имаме. Повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Кажи ми од тоа шишето, ако смееш, пиеше боза од баш Пеливан или нешто друго? Добро, нема проблем, твоја работа. Вака сега да ти кажам, пошто ја имам... Мистерија е шо нафта пијам, црвена нафта. Уживај. Вака, значи, јас пошто имам 3 фртаља од 100 години, разбираш, сакам да кажувам приказни, автентични, затоа што овие младиве треба да чујат кој сме и што сме. Добро. Значи, деноиве зборував за односи со источниот сосед и случки, сега ќе зборувам за северниот сосед. 2 автентични случки. Значи, Гласно режија на звучник да го слушам, да тргнам. Слушаме вака. Слушам. Значи, има и други работи сега што ги гледаме, па ме подсети. Значи, меѓу двете светски војни познато е дека оваа наша држава била Јужна Бановина, така ли? Во кралството Југославија, не? Сега, моите предходници учеле во српски училишта и српски јазик. Значи, нема друг. И тоа до 4-ти разред, толку колку да биде писмен. И сега првата случка за мојата покојна мајка, девојче 10 години, учителката ја прашува нешто да зборува, таа не знае српски, зборува пола македонски, пола нешто што ќе натуца. И оваја тоа време со стапчето, знаеш, по глава. Одозгора, бам, бам, говори српски да те Бог разуме, ама таа ништо, 5-6 пати со тоа стапчето, девојче учуткало, кога отишла дома, што ќе видат родителиве, главата тупан. Не и се сега, после тоа преземале некои мерки кон учителката, меѓутоа таа го запамтила тоа. А вториот настан, што е исто многу значаен, мојот најмал вујко, тие се од Топаана, значи првото скопско мало, го пред да постојат населби, прва скопска населба. Знаеш зашто се викала Топаана? Топхане, топоите тамо. На 12 на Пладне пукал топ и така знаеле дека е Пладне. Ја покојниот Данило комуницирав и со него, дури сакав да напишам и книга, ама не знам дали ќе стигнам. Ја би ти дал емисија да направиме ако знае го познае Скопје како хроник. Ама знам неколку него, ама за Скопје знам за 50 години назад. Пошто тука ми е све, разбираш. Само да довршам приказнава, ако ми дозволиш. Ало? Да, слободно говори. Вака се, вторава приказна што е многу значајна, најмалиот вујко, пошто рекле ова ќе го учиме да биде пописмен до 8 разред, демек, знаеш како, тоа голема школа, 8 оделение. Добро. И тој сега
39-та година некаде, тоа сум го слушал и тоа со мои уши и ја длабоко верувам во тоа. Затоа што така и се случило и после настаните потоа. Значи 39-та година, 8-ми разред, дете мангуп, знаеш, и со своја глава македонска да речам, и учителот нешто го прашувал и нешто го му кажувал и овој му вика мајку ти македонску, разбираш? На војко ми. И овој ни две ни три мајку ти српску, сваѓаш? И после тоа го избркале во 8-о оделение, 8-ми разред. И отишол, значи, завршила таа краљевина, тек после Втора светска војна се дообразуваше, али сакам да ти кажам дека што викаат турците, соседиве еписипир. Дали е лево, десно, горе, доле, сите сакаат да нема ова Македонија. Разбираш, најлесно ми е да нема и гото. Ама нече мочи. Разумеш? Викаш? Нема шанси. Викаш? Прашај го Љупчо, другар ми од Чаир, нека објасни. Абе, вика ни името нема да ни го сменат, па... Не. Љупчо, знаеш во твоеве емисии што учествува од Чаир. Добро? За историјата. Него прашај го и другар му како се викаше, заборев. Нека објасни, повторувај ги тие емисии, како он зборува, кој сме и што сме. Разбираш? Слушај, кој од кого потекна. на страна, дали бидејќи би сакал, ако го познаваш Скопје како хроничар, да збориш за одредени улици, одредени периоди, еве за вакви работи, што се случувало, каде, каков изгледал животот, ако се сметаш за способен, ја би ти бил многу благодарен, бидејќи тоа може и, па не знам, и да ти биде еден добар сайт бизнис да пишуваш, бидејќи Данило Коцевски како хроничар навистина беше ценет и ќе недостасува. Еве, ти подсетуваш дека знаеш доста работи, па размисли, мој телефон, мој контакт имаш, лесно се доаѓа до мене, така што би ти посветил 2 сати емисија, сакаш со фотографии, со слайдови, сакаш семено, еве да почнеме од првата скопска населба, Топаана. Па како се ширело Скопје, кај се ширело. Мене тоа ми е интересно, еве искрено ти кажам. Ако си спремен, добро дојден си. Благодарам, сега морам да размислам со оглед на мојата здравствена состојба, ќе размислам и многу сакам во најмала рака бар да почнам да пишувам. Чорав сакат, ама да ја напишам барем. Ако ти е проблем за доаѓање, можем да ти помогнам, да те посочам, ако имаш лаптоп со Skype, си седиш дома и ќе збориме за тоа и ќе направиме. Верувај, луѓето и јавноста се преблагодарни, многу убави работи се забораваат од овој град. Па кој го направил градски парк, па која градската куќа, па тоа се работи кои стварно се трага на ова живење, дека не сме ние од, дека овдека, ајде, да не зборам. Дека не било ова селендра, овде имало... Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Океј, да, може ли да илустрираме и да го испратам нашиот гледач, кој вечерва ќе работи 3-та смена, кој ќе работи во топилница, да го испратам со една песна. Може ли само 2-3 минути да ми даете? Може? Со гледачи и... Океј. Можеме уште 1-2, ако ги имаме, а ги имаме. Добро вечер, повелете, во програма сте. Се исклучи гледачот. Добро, во ред. Ќе почекаме уште малце, што ќе кажете? Товариш режисьор. Очень хорошо. Ја будем сказујам вам Басну Крилова. Медвед и пчелка. А боле и да не кажам Баснава. Не е за на телевизија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Јас сакам само да кажам, кога сека, дека многу сум разочаран од нашиве политичари. Зошто? Се распадна Југославија. Македонија е скоро на исти пат. А на тие исти
што се прават толку паметни, кој ќе одам јас во општина или некоја друга установа, кој ќе му дам документиве за пас, за едно друго. И јас му викам, дајте ми копија за влезени документи. И ти одма се охрабруваш. Па кој си ти, дал си правно лице едно друго? Мој камара човек, нека тебе не ти занимават кој сум јас. Јас сакам само да ми се потврди дека се дадени документиве. Сакам да кажам, јас, малиот граѓанин секад, нема никакви прави, а ваму во парламентот, како се викат, чудат да не знаеле да гукнат. Чаре, што правиме сега? Чаре, како се викат, што да правим јас, како се викат? Еве, што треба да се направи? Ај кажи. Што треба да се направи, како се викат? Јас кој ќе ги предам документи, како се викат, треба, како се викат, да ми се дај, како се викат, дека се влезени документи, како се викат. Ама не ти даваат. Како да ја оправиме работава, зборам? Па нормално ќе се направи фотокопија, како се викат, Добро, ти благодарам многу за јавувањето, да си жив и здрав. Извини што ти се насмеав на маката, не ти се подсмевам. Зборот ми е, еве не ти даваат фотокопии, не ти даваат потврда, не ти го прават она што треба да го направат дека се примени документите. И сега, кога имаме таков јавашлук и неработење, како да ги натераме да работат? Ете, тоа е просто прашање. Нели, оти сите знаеме што ни треба, но кога нешто не функционира, како да го поправиме тоа? Тоа ве прашувам. Режија? Дај ми ишарет у слушалка. Нема? Океј, добро. Мислам дека ја сум ви преблагодарен, преубаво си поминав вечерва со вас, драги мои. И сериозно, и на мајтап, и ни се јави внуката на Крсте Петков Мисирков, ни направи огромна чест. Жената, ете, отидовме во неколку теми. Првиот гледач кој елаборираше изворедно за она што го збореше за рамковните, не рамковни вработувања, туку вработувања по етничка припадност сега. Не, порано имавме рамковни вработувања, сега по етничка припадност и така натаму. Уште една глупост која земјава влегува непотребно, врши сегрегација и омаловажува цела нација, иако може би они си мислат, некои си мислат дека е тоа добро за нив. Океј, ја ви благодарам за вашето внимание. Утре вечер емисијата ќе ја посветам на духовност. Имено ќе биде пастор Филип Иванов од Велес, кој ќе дојде и со кого ќе поразговараме за предизвиците во ново време. Ние можеме да се мајтапиме и мајтапот и смејата и расположението е добар лек, но нам ни треба навистина во некои моменти, не сите лесно ги поднесоа миговите на затварање, карантини. Ние наредниот период ќе имаме, може би нема да имаме полициски час, но ќе имаме веќе страв теран во Коски, каде што само ќе се заклучуваме. Само заклучување, само карантин. Во таква ситуација, умот знае да забега, духот да страда и мислам дека само духовник и да се обидеме преку Словото Божие, да им укажеме на луѓето, или он да им укаже на луѓето и да ги посоветува, како да се надминат вакви општи кризни состојби на една шизофрена ситуација. Ја ќе се обидам па да живеам малку поинаку наредниот период. Ќе одам во кино, едва и го чекам. Синеплекс се отвора, драги мои. Да ви покажам дека веќе ги имате и еве ги веќе филмот Тенет е најавен, од вечерва стапува. Еве за наредниве денови, како ќе има четврток, петок, сабота. Сабота приквечер јас сум тука некаде, може да се видиме, да се почастиме пуканки, нема проблем.
Тоа е филмот на Кристофер Нолан, човекот кој го направи трилогијата Бетмен, кој го направи Инсепшн, кој го направи Интерстелар, значи филмови кој го обележа 21. век, едни од најдобрите. И еве го овој Тенет, велат дека е еден од најчудно направените филмови кој од прв пат кога ќе го гледате, ќе речете ова врска нема. Вториот пат ќе ви експлодира. Значи, во секој случај бара 2 гледања. Еве, барем еднаш у кино, вториот пат дома за просветлување. Јас сигурно некои филмови, кога се толку добри, ги гледам и по повеќе пати. Рекорд во кино гледање ми е Blade Runner 2049. 9 пати. Лека ноќ и пријатно од мене. Уживајте со Тенет.